Почитувани, небулозна, контрадикторна и обременета со политички мотиви е констатацијата на Државната комисија за спречување на корупција за улогата на министерката за финансии Нина Ангеловска во врска со скандалот со Евростандард банка вреден 200 милиони евра. Констатацијата дека имало повреда на етичките норми, дека таа би можела да знае за пропагањето на банката, ама нема кривична одговорност, представува потценување и поигрување на здравиот разум со јавноста и граѓаните. Правото почива на етички норми и самата констатација дека има повреда на етичките норми, ама нема кривична одговорност, е контрадикторно. Од тука, реалната ситуација налага дека денес ние имаме сериозен крах во економијата, тежок 200 милиони евра, 100.000 сметки кои се блокирани, 40.000 пензионери кои останаа без своите пензии, измамени штедачи, над 50 милиони евра дадени во лоши кредити без покритие, меѓу кои на компании од Струмица, блиски до власта, државни институции кои затаиле во алармот и делувањето на банката да не пропадне, а за Државната комисија за спречување на корупција нема кривична одговорност. Се добива впечаток дека исто како што молчеше Народната банка и гувернерката, исто како што молчеше Агенцијата за финансиско разузнавање и Министерството за финансии, сега Државната комисија за спречување на корупција се впушта во одбрана на ваквиот скандал тежок 200 милиони евра. Несомнено се констатира дека министерката за финансии Нина Ангеловска знаела за пропагањето на банката, бидејќи знаел и премиерот за тоа, и министерката ги извлекла своите пари од Евростандард банка на само месец и пол пред прогласувањето на стечајот. Во секоја друга држава во светот, кога министер за финансии ќе извлече пари од банка која пропаѓа и има скандал од 200 милиони евра, е огромна афера во која се бара кривична одговорност и се поднесуваат оставки. Како тоа никој во државата не се заинтересира да истражи кои се тие кредити кои се давани без покритие, поради кои банката пропаѓа, какво е учеството на власта во сето тоа и како пропаѓа банка, а никој нема кривична одговорност. Потребно е обвинителството да ја истражи улогата на премиерот во тоа време Зоран Заев, на министерката за финансии Нина Ангеловска, на финансиските институции кои сериозно затаиле во својата работа. Кога државата молчи, а ни се склучува скандал вреден 200 милиони евра и 100.000 граѓани и компании со блокирани сметки, или нема институции, или тие се силно криминализирани. Ви благодарам.